Mislim znači postojam. Zad nas. Време е за уште една колумна гледана од мој агол и една тема што ме прогонува со денови. Стара и нова генерација, почитувани. Денови минати, години изминати, старо и ново. Модерно и новомодерно. Развој и напредок кој продолжува во сите сфери на еден живот. Мој, твој, нечий. Генерација што поминала, генерација што дошла, генерација што е и она што доаѓа. Времето тече по својот распоред. Не става секојдневно пред нови и нови предизвици, искушенија, секому според запишаното велат, и ние патуваме низ времето, низ соништата, низ јавето, смиреноста и нервозата од настаните што непланирано се нижат и бараат свое решение, за кое некогаш одговорот е даден, отворен, а се почесто него го нема, не постои, а случувањата се редат, не прогонуваат, не прават посериозни, понијансирани, несигурни во живеачката, исплашени од утрешнината што се раѓа. Силни дождови, невреме, бури, уништување на многу нешта, природни или сепак можеби вештачки поплави, земјотреси, действија без нејасен коментар и се така оден воден. Неизвестност, се повеќе загриженост, тага, нејаснотија на секој план од овој човечки опстанок. Сакаш едно, добиваш друго. Работиш, а немаш. Бараш добивка, а губиш. Сакаш да се радуваш, а жалоста те стега. Планираш утро, а добиваш ноќ. Го правиш најдоброто, а потврда нема. Се даваш себе си, а добиваш сопка каде што најмногу боли. И така вртиш во кругот наречен живот. Решаваш да тргнеш по патот на своето видување, по патот на твојата генерација што полека гасне, но не се предава. Има свој став, има свое место во историјата на нештата што се уште се тука и стојат како паметник за работите што треба, мора да се прават и остварат. Во оваа сепак наше време, како и да е, кој да не води, човекот е сепак само човек. Прошетај насекаде, сакај кого ти посакуваш, зборувај тоа што го мислиш, смеј се кога можеш да го правиш тоа, извини се кога ќе погрешиш, оди таму каде што си среќен, среќна, откачи ги оние заради кои не си свој, своја, неважно е кој кому ќе му се јави, пушти го тоа што не можеш да го смениш, а може би длабоко во себе силно тоа го посакуваш. Тоа е вистинското, во ова време на нејаснотии и многу чудни нешта. Ние сме генерација која никогаш нема да се повтори и да се врати. Генерација што одеше во училиште и се враќаше пешки без некои проблеми. Генерација која сама ги пишуваше своите домашни задачи, која си играше камај и народна надвор. Се дружеше без посебни намери и интереси. Генерација која времето го минуваше на улица, во заеднички прошетки. Генерација која собираше и менуваше сликички од животинско царство, од спорт, од градовите. Генерација која збираше салветки со разни креации и цветови. Генерација која уживаше во фигурите од разни дејци и познати фаци. Генерација која јадеше лепчиња со мармелад, собираше лексикони, водеше дневници и споменари, уживаше во влюбените погледи, во дискотеките, во слушањето на касети. Генерација на вокмени и разговори на статични телефони.
Тоа беше генерација која имаше татко и мајка, која имаше родители, а не стари, како денес ги нарекуваат. Генерација која своите љубови ги доживуваше емотивно и другарски. Генерација која носеше джинс, се враќаше дома пред полноќ. Онаа која веруваше во своите родители, ги почитуваше, им помагаше во секоја дадена пригода. Имаше достоинство за кажана вистина и однос што беше пример за тоа, едно ново утре. Генерација која се познаваше, се поздравуваше при средба, која без мобилни се среќаваше на одредено место, без закажување некои посебни најави. Генерација која пиеше од едно шише и земаше гриз од јаболката на пријателот или сендвичот со шунка. И се беше како што беше, и ведро, и добро. Генерација со чувства, учена да ја сака татковината со целата своја душа, да се снаоѓа во секоја пригода без посебни филозофии во различни услови. Генерација со која не можеше многу да се манипулира. Генерација која читаше книги и дење и ноќе под лампа. Генерација на која не им беа пред се парите и колите, интересот, туку улога имаат чувствата, образот, срамот. Генерација која пројде и за жал нема да се врати. Генерација која немаше ништо, а всушност имаше се. Во животот треба да се има поддршка од блиските, од оној кој ти помага и во добро и во зло. Треба да се има такви на кои може да им се јавиш во секое време и невреме. Некого од генерацијата што те разбира кога само ке те погледне, ке ти кимне со глава, ке ти извлече насмевка кога ти е најтешко. Некој од генерацијата што знае и разбира без зборови. Некој пред кого ке се расплачеш и исплачеш без прашање. Онаа генерација и другар со кој ќе минуваш ден и часови разговарајќи за се доживеано и преживеано или молчејќи, а разбирајќи се, без да кажеш ништо. Тоа е таа генерација од 60-тите, 70-тите. Има своји обележја пренесени во една друга генерација, а таа на трета и така со ред. Секоја си има своја специфика запишана некаде во подсвеста на новото што се раѓа. Од година во година, од генерација на генерација се менува кон поинакво, не знам како да го наречам, но во секој случај не подобро од тогашната генерација која немаше се, но имаше душа, имаше образ и свое достоинство. Каде ли тоа си отиде, замина? Каде се претопи во светлото на галопирачкото, новото, неизживеаното докрај, а туѓото и сладкото, кое едноставно го зазема местото на дотогашното, на вредното и квалитетното со немањето вредности и доволно квалитети за поставеното и оствареното не со своја заслуга. И така, кругот генерацијски се врти како панорамско тркало во шумата на видливиот залез на сонцето пред нас и генерацијата што се гасне полека и така нестварно, а сосема реално и незапирливо во времето на постоечкава генерација која влече кон новите цели, далечни, а така блиски според кажувањата на водечките и недоизбраните од мнозинството. Се реди денот со ноќта и животот продолжува по свиоците на денешнината, која носи немир и некоја неизвестност што боли и потикнува на не докрај откриени нешта кои горат во секого од нас на свој единствен начин и нејасни чувства докрај. Каде сме? Со кого сме? До кога вака? Не е лесно. Стапици на секаде, видливи и невидливи, а мора да се чекори. Мора да се оди понатаму, досие X. Празнината непозната, а страницата отворена и јавна.
Тука е генерацијата што памети и оди натаму со крената глава. Тешко време, но кога се мора ништо не е недостапно и затворено. Тука се зборовите, тука е храброста, реалноста, нервозите, стресовите, тагата и радоста. И секако, тука е испитот на издржливост и истерувањето на вистината. Тоа е таа генерација стара, што може и сака да е и сега, на вистинската страна, во правото време. Генерацијата што градела, што се паметела како по дела, така и по вредни настани. Секоја генерација има нешто свое, нешто единствено. По што ќе се памети, ќе биде запишано некаде во историјата на постоењето. Во секој случај, градењето на добри односи, градењето на доверба и добрососедство, мир, спокој и слобода на мислата и говорот треба да се главните двигатели на добрината која треба да обкружува и да дава несебична љубов за сите генерации. Дали тоа ќе дојде, зависи од сите нас, како поединечно, така и заеднички, зашто не залудно е кажано дека една птица не може да е јато, ниту пак да донесе пролет насекаде. За се е потребна слога, разбирање, љубов, мир и пред се чиста душа. Ако се има тоа, се има се. Ти си тој, ти си таа. Другите се само други. Имајте бистра мисла и чист ум, со поздравот од мене Наташа Андреевска и музичкиот уредник Билјана Николовска. Мислам, значи постојам. Зад нас.